Разбирање на емоциите. Основи, емоциите се моќни чувства што ги доживуваме како одговор на различни ситуации во животот. Тие се како пораки од нашиот мозок, кои ни кажуваат како се чувствуваме за нешто. Иако емоциите можат да бидат сложени, тие се неопходни бидејќи ни помагаат да ги разбереме нашите потреби, да носиме одлуки и да се поврзуваме со другите. Емоциите значително влијаат на нашиот ум и тело. Пријатните емоции, како среќа и возбуденост, можат да ни дадат енергија и да ни помогнат да уживаме во животот и да се поврзуваме со другите. Тешките емоции, како тага, гнев и страв, можат да бидат предизвикувачки, но тие се сигнал од нашето тело дека нешто не е во ред и треба наша внимателност. Сите емоции се природни и важни. Тие ни даваат вредни информации за нашите искуства и ни помагаат да се движиме низ светот. Важно е да прифатиме дека чувствувањето на широк спектар емоции е нормално и дека ниту една емоција не е и лоша или погрешна. Емоциите можат да бидат и непријатни и пријатни. Пријатните емоции, како радост, љубов и задоволство, прават да се чувствуваме добро и ни помагаат да изградиме позитивни односи. Тие можат да не мотивираат да ги следиме нашите цели и соништа, непријатните емоции, како што се тагата, лутината и стравот, може да бидат попредизвикувачки за справување. Овие емоции може да направат да се чувствуваме непријатно, но тие се исто толку важни како и пријатните. Тие ни помагаат да препознаеме кога нешто треба да се промени или кога треба да се заштитиме. Од суштинско значење е да ги признаеме и прифатиме сите наши емоции, бидејќи тие се природен дел од човечкото искуство. Понекогаш, нашите моментални искуства можат да предизвикаат стари емоции, што наведува да ги преживуваме минатите ситуации одново и одново. Например, може да се најдете дека постојано избирате ист тип на романтичен партнер, дури и ако динамиката на врската не е здрава. Ова често се случува затоа што нерешените емоции од минатите искуства влијаат на нашите избори и однесувања. Може да се чувствуваме како да сме заглавени во јамка, повторувајќи ги истите шеми додека не ги решиме основните проблеми. Ако сакате повеќе да го истражувате светот на емоциите, ви го препорачуваме овој говор за ЦЕЦ. Оваа книга е дизајнирана да ви помогне да се ослободите од овие состојби работејќи на вашите стари емоции и емоционални состојби. Со разбирање и обработка на минатите искуства, можете да заздравите и да продолжите напред во животот. Ќе научите како да ги препознаете овие состојби, да го разберете нивното потекло и да развиете нови начини за реагирање на слични ситуации во иднина, методи за справување со емоциите. Оваа книга не е само за фотографија. Ние ги вклучивме повеќето од методите објаснети подолу во текстот за да добиете најмногу придобивки додека го применувате нашиот пристап кон управувањето со емоциите. 1. Разговарајте за вашите чувства. Споделувањето на емоциите со доверлив пријател, член на семејството или терапевт може да обезбеди утеха и поддршка. Разговарањето за тоа како се чувствувате ќе ви помогне подобро да ги разберете вашите емоции и да не се чувствувате сами. 2. Водење дневник. Запишувањето на вашите мисли и чувства во дневник може да биде одличен начин за обработка на емоциите. Тоа ви овозможува слободно да се изразите и да размислите за вашите искуства. 3. Свесност и медитација. Вежбањето за свесност како и медитацијата може да ви помогне да останете присутни и смирени. Овие техники ве учат да ги наблюдувате вашите емоции без осудување и да создадете чувство на внатрешен мир. 4. Креативно изразување. Ангажирањето во креативни активности како цртање, сликање, музика или фотографија може да ви помогне да ги изразите вашите емоции на невербален начин. Креативноста е моќен начин за обработка на чувствата. 5. Физичка активност. Вежбањето и физичката активност можат да помогнат во ослободување на напнатоста и стресот. Активности како пешачење, трчање, танцување или јога можат да го подобрат вашето расположение и севкупната благосостојба. 6. Дишење. Вежбањето на длабоко дишење може да го смири вашиот ум и тело. Бавно земете длабок здив за да ја намалите анксиозноста и да се фокусирате. 7. Барање професионална помош. Понекогаш, разговорот со стручно лице за ментално здравје може да биде многу корисен. Терапевтите и советниците се обучени да ви помогнат во давање насоки околу непријатните емоции и развојот на здрави стратегии за справување. Што се случува ако непријатните емоции не се адресираат на време? Тие можат да прераснат во траума и да влијаат на вашиот живот долгорочно. Што е траума и како се формира?
Траумата е длабока емоционална реакција на стресни или животно променливи настани што значително влијаат на менталната и емоционалната благосостојба на поединецот. За младите, овие искуства можат да бидат особено предизвикувачки за обработка и разбирање, што доведува до трајни ефекти врз нивното емоционално здравје, како се формираат траумите. Траумата обично потекнува од искуства што ја надминуваат способноста на поединецот да се справи. Овие искуства може да вклучуваат широк спектар на настани, како несреќи, природни катастрофи, злоупотреба, загуба на сакан, малтретирање или секоја ситуација што предизвикува интензивен страв, безпомошност или ужас. Кога се случува стресен настан, тој создава моќни емоции. Ако овие емоции не се обработат или изразат, тие може да се усвојат. Младите често немаат алатки или поддршка за ефикасно да ги канализираат овие емоции, што води кон чувства на збунетост, изолација и безпомошност. Без соодветна грижа и внимание, овие необработени емоции длабоко се врежуваат во психата, развивајќи се во траума. Ефекти од необработените емоции. 1. Емоционално преплавување. Интензитетот на емоциите може да биде надмоќен, отежнувајќи го јасното размислување или донесувањето одлуки. Ова може да доведе до чувство на губење контрола или заглавеност во стресното искуство. 2. Усвојување. Кога емоциите не се изразуваат или проценуваат, тие може да се усвојат, создавајќи чувство на срам или самообвинување. Ова може да придонесе за негативна слика за себе и ниска самодоверба. 3. Избегнување. За да се справат со болката, младите може да почнат да избегнуваат ситуации кои ги потсетуваат на некој трауматски настан. Иако избегнувањето може да обезбеди привремено олеснување, често го спречува заздравувањето и може да доведе до понатамошна изолација. 4. Физички симптоми. Необработените емоции може да се манифестираат физички, предизвикувајќи главоболки, болки во стомакот, замор или нарушување на спиењето. Овие симптоми можат дополнително да ја влошат емоционалната вознемиреност, создавајќи циклус на непријатност и анксиозност. Преминот од непријатни емоции во траума се случува кога емоционалниот одговор на некој настан е толку интензивен што ја нарушува способноста на младото лице да функционира нормално. Ова нарушување може да влијае на различни аспекти од животот, вклучувајќи ги врските, академските перформанси и секојдневните активности. Колку е потежок и подолг вознемирувачкиот настан, толку е поголема веројатноста тој да резултира со траума. Повтореното изложување на трауматски настани може да го зголеми емоционалното влијание, без средина за поддршка за обработка и потврдување на нивните емоции. Младите луѓе може да се борат да ги разберат своите искуства. Отсуството на емпатични старатели или ментори може да ги влоши чувствата на изолација и безпомошност. Младите се уште ги развиваат своите когнитивни и емоционални регулациски вештини. Трауматските настани можат да го нарушат овој развој, што им го отежнува ефикасното процесирање и справување со нивните емоции. Секој човек има уникатен капацитет да се справи со стресот и траумата. Факторите како што се темпераментот, претходните искуства и личната издржливост играат улога во тоа како се доживува и обработува траумата. Разбирањето како се формираат траумите ја нагласува важноста на рано и ефективно справување со непријатни емоции. Обезбедувањето поддршка и емпатична средина за младите да ги изразат своите чувства може значително да ја намали веројатноста овие емоции да се развијат во траума. Поттикнувањето на отворена комуникација, потврдување на проблемот и обезбедувањето со одветни терапевтски интервенции може да им помогне на младите луѓе да ги канализираат своите емоции и да заздрават од траумите од минатото. Зошто младите се посебно ранливи? 1. Неразвиени когнитивни и емоционални вештини. Младите се уште ги развиваат своите способности за емоционална регулација. Трауматските настани можат да го нарушат овој развој, правејќи го потешко справувањето со емоциите. 2. Недостаток на поддршка, без поддржувачка средина за процесирање и прифаќање на нивните емоции, младите може да водат борба со себе си за да ги разберат своите искуства. Отсуството на емпатични старатели или ментори ги засилува чувствата на изолација и безпомошност. 3. Индивидуален капацитет за справување. Секое лице има уникатна способност за справување со стрес и траума. Фактори како темпераментот, претходните искуства и личната отпорност играат улога во тоа како се доживува и процесира траумата. Разбирањето на формирањето на траумите ја нагласува важноста за рано и ефикасно справување со емоциите.
Создавањето поддржувачка и емпатична средина за младите каде што тие ќе можат да ги изразат своите чувства може значително да ја намали веројатноста овие емоции да еволуираат во траума. Поттикнувањето на отворена комуникација, прифаќањето и обезбедувањето со одветни терапевтски интервенции ќе им помогнат на младите да ги канализираат своите емоции и да се ослободат од минатите трауми. Зошто фотографијата помага во обработката на трауми? Од времето на преисториските пештерски цртежи, луѓето користат слики за да ги споделат своите мисли и приказни. Оваа традиција ја нагласува нашата зависност од визуелните елементи за да го разбереме светот. Со брзата еволуција на технологијата, денес имаме бескрајни начини за создавање и споделување слики. Разбирањето како овие визуелни елементи влијаат на нашето размислување и на другите може значително да ја подобри ефективноста на комуникацијата. Визуелните елементи се моќни бидејќи го привлекуваат вниманието, разгоруваат емоции и брзо пренесуваат доста информации. Например, социјалните медиуми, со својот постојан проток на содржина, нудат уникатен простор за издвојување на слики. Истражувањето на Кейт Кейб и нејзините колеги, 2018, покажа дека луѓето поминуваат двојно повеќе време гледајќи објави со слики во споредбено со оние објави кои не содржат слики. Ова ја нагласува важноста на употребата на поврзувачки слики за да пораките станат позабележливи и полесни за запомнување. Фотографиите, особено, се одлични во предизвикување на емоции. Тие можат да пренесат комплексни чувства и да мотивираат на одредена акција, што ги прави непроценливи во јавната комуникација. Например, позитивните слики почесто се споделуваат, што го зголемува влијанието на самата пораката како и нејзиното значење. Истражувањето на Дженах Сонтак, 2018, откри дека сликите кои прикажуваат процес на закрепнување како и позитивни резултати поттикнуваат чувства на надеж и оптимизам. Охрабрувајќи ги луѓето да побараат помош кога станува збор за менталните здравствени проблеми. Во прилог причини зошто фотографијата е ефикасна во обработка на трауми, 1. Изразување без зборови. Траумата може да биде до тој степен огромна што е тешко да се изрази со зборови. Фотографијата ви дава слобода визуелно да ги изразите вашите чувства и искуства. Ова може да донесе огромно олеснување. Особено ако ви е тешко да зборувате за вашата траума. 2. Овластување и контрола. Со фотографирањето, вие го превземате кормилото. Одлучувајќи што да фотографирате и како да го направите тоа, повторно стекнувате чувство на овластеност кое можеби ви било до тогаш одземено поради траумата. 3. Свест и присутност. Фотографијата ве поттикнува да бидете присутни во моментот. Фокусирањето на сцената или објектот ви помага да се оддалечите од наметливите мисли и анксиозноста. 4. Креативно изразување и исцелување. Змањето учество во креативни активности, како што е фотографијата, е терапевтско. Ова ви дава можност да ги истражите вашите чувства, да ги процесирате и да се поврзете со себе си на повисоко ниво. 5. Рефлексија и перспектива. Фотографиите функционираат како визуелен дневник. Гледајќи ги вашите фотографии, истите може повторно да ви понудат нова перспектива за минатите настани. Помагајќи ви да ги разберете вашите емоции и реакции. 6. Поврзување и комуникација. Споделувањето фотографии може да отвори нови патишта на комуникација. Без разлика дали ги споделувате со пријателите, семејството или терапевтот, фотографиите можат да помогнат во пренесувањето на емоциите и искуствата с кои можеби е тешко да се опишат со зборови. 7. Потврда на искуството. Фотографиите ги потврдуваат вашите лични искуства и емоции. Со овековечувањето на моментите и чувствата, вие ги признавате и почитувате вашите искуства. Оваа потврда е важен чекор во процесот на заздравување, потврдувајќи ја реалноста на вашите чувства и на тој начин придонесувајќи за емоционална обработка на истите. Тоа е начин да си кажете себе си: моите искуства се важни. 8. Позитивен фокус и благодарност. Фотографијата може да помогне да го насочите вашето внимание кон позитивните аспекти на животот. Пребарувајќи убавини и моменти на радост за овековечување, можете да негувате чувство на благодарност и позитивност. Оваа промена на фокусот може да го подобри вашето целокупно расположение и благосостојба, спротиставувајќи се на негативните емоции поврзани со траумата. Преку вашиот објектив, можете да ја пронајдете убавината во секојдневниот живот и да почнете да ја цените истата. Зграбчете го патувањето кое ќе ви покаже како да ја користите фотографија за истражување и лекување на вашите емоции.
Секој клик на објективот е чекор кон разбирање, изразување и, на крајот, заздравување. Вашата камера не е само алатка, тоа е придружник на вашиот пат кон емоционална благосостојба. Практични совети за користење фотографија при обработка на траумите. 1. Започнете едноставно. Започнете го вашето фотографско патување со теми што се лесни и достапни. Природата, домашните миленици и секојдневните предмети се одлични почетни точки. Овие теми се познати и не се захтевни, овозможувајќи ви да се занимавате со фотографирање, а да не сте под притисок. Едноставноста на овие теми ви помага да се фокусирате на чинот на фотографирање и да уживате во процесот, наместо да се грижите за создавање совршени слики. 2. Поставете цели, користете ја вашата камера за специфични цели. Можеби сакате да фотографирате нешта што ве прават да се чувствувате безбедно, среќно или спокојно. Поставувањето на овие цели може да е водилка на вашиот процес на заздравување. Например, фотографирањето на нешта што ви носат радост може да ви помогне да го насочите вашиот фокус кон позитивните аспекти на животот. Целите можат да ви дадат насока и значење на вашите фотографски сесии, и секој клик на камерата да биде нареден чекор кон емоционалната благосостојба. 3. Создадете безбеден простор, одредете безбедна и удобна средина за вашата фотографска практика. Ова може да биде омилена соба во вашиот дом, мирно надворешно место или кое било друго место каде што се чувствувате сигурно и удобно. Имањето безбеден простор ви овозможува да се опуштите и целосно да се потопите во креативниот процес. Важно е да се чувствувате удобно додека ги истражувате вашите емоции преку фотографијата, бидејќи тоа го поттикнува вистинското самоизразување. 4. Документирајте го вашето патување, водете визуелен дневник за вашите искуства преку редовно фотографирање и размислување за нив. Овој визуелен дневник може да ви помогне да го следите вашето емоционално патување и да го видите вашиот напредок со текот на времето. Навраќањето на вашите фотографии може да обезбеди увид во процесот на заздравување и да ви понуди нови перспективи за минатите искуства. Тоа е опиплив начин како би можеле да го наблюдувате вашиот раст и вашите промени, обезбедувајќи чувство на постигнување и давајќи ви мотивација да продолжите понатаму. 5. Побарајте поддршка, споделете ги вашите фотографии со доверлив пријател, член на семејството или терапевт. Дискутирањето околу вашите слики може да го зголеми разбирањето и да обезбеди дополнителна поддршка. Другите може да понудат вредни повратни информации и перспективи на кои што не сте ни помислиле, помагајќи ви да ги обработите вашите емоции поефективно. Споделувањето на вашата работа исто така може да поттикне чувство на поврзаност и заедница. Потсетувајќи ве дека не сте сами на ова ваше патување, како визуелната работа и фотографијата помагаат во процесот на емоционално ослободување, визуелната работа и работата со слики, како фотографијата и уметноста, значително можат да помогнат за емоционално ослободување преку обезбедување невербален медиум за изразување и обработка на сложени чувства. Визуелните слики им дозволуваат на луѓето да изразат емоции и искуства што можат да бидат непријатни или невозможни за вербално артикулирање. Според практиките на уметничка терапија, создавањето слики може да помогне во екстернализирање на чувствата, обезбедувајќи појасно разбирање на емоционалната состојба. Малчиоди, 2013. Создавањето и играњето со сликите може да го олесни емоционалниот процес. Чинот на цртање, сликање или фотографирање активира различни делови од мозокот во споредба со оние делови што се користат за вербална комуникација. Потенцијално пристапувајќи до подлабоките, невербални делови од психата. Хаскоен и Кар, 2008. Овој процес може да доведе до катарзично ослободување на потиснатите емоции, помагајќи во процесот на ублажување на стресот и анксиозноста. Визуелната работа често вклучува символизам и метафора, кои можат да пренесат сложени емоционални искуства. Користејќи символи и метафори во нивната уметност, индивидуите можат да ги истражат и разберат своите емоции на безбеден и индиректен начин. Овој метод, кој е поддржан од јунговата психологија, ја истакнува моќта на символите и сликите за откривање на несвесниот ум. Јунг, 1964. Ангажирањето во визуелната уметност, патот до емоционална благосостојба. Ангажирањето во визуелната уметност бара фокус и концентрација, што може да биде поттик за внимателност и присутност. Овој фокус може да го одвлече вниманието од наметливи мисли и да предизвика смирувачки ефект,
намалувајќи го стресот и поттикнувајќи емоционална благосостојба. Капитан 2014. Внимателноста преку уметноста може исто така да им помогне на луѓето да станат посвесни за своите емоции и мисли, ослободувајќи подобра емоционална регулација. Визуелната слика може да помогне во создавање кохерентна нарација за сопствените искуства. Што е клучно за емоционалното заздравување? Преку документирање на своето патување со фотографии или уметност, луѓето можат да размислуваат за својот напредок, да препознаат состојби и да стекнат нови согледувања за своите емоции. Овој процес на создавање визуелна нарација може да помогне во интегрирање на травматичните искуства во пошироката животна приказна, помагајќи во емоционалното заздравување. Витеј Епсон. 1990. Споделувањето на визуелната работа со другите може да поттикне поврзување и емпатија. Уметноста може да служи како мост помеѓу луѓето, овозможувајќи споделување на разбирањето и поддршката. Овој социјален аспект на уметноста може да обезбеди потврда и да ги намали чувствата на изолација, кои често се поврзани со емоционална болка. Улман и Дахингер, 1975. Ангажирањето во креативни активности како цртање, сликање или фотографирање може да охрабри игра и експериментирање. Оваа креативна игра може да ги сруши емоционалните бариери и да поттикне по спонтана експресија на чувствата. Креативноста е поврзана со позитивни психолошки исходи, вклучувајќи зголемена среќа и намалена анксиозност. Сигзент-Михајли, 1996. Визуелната и сликарската работа помагаат во емоционалното ослободување преку обезбедување невербално средство за изразување. Олеснување на емоционалната обработка, користење символи и метафори, поттикнување внимателност, создавање визуелна нарација, поврзување и охрабрување на креативност. Овие процеси можат да доведат до подлабоко разбирање на сопствените емоции и да придонесат за севкупна емоционална благосостојба.